Моето патешествие низ многобројните предели и региони во Македонија ме донесе во Охридската котлина, во Охридското бисерно крајбрежје, но не да ги посетам големите туристички места, големиот туризам, туку онај алтернативниот, малиот туризам, да ги посетам помалку познатите туристички места во Охридскиот регион, кој меѓу туристичкиот аудиториум не само надвор од мојава татковина Македонија, туку и во Македонија не и се многу познати, иако и тие имаат многу нешта да им понудат како на странските, а богами на нашиве туристи. Ова убаво Охридско село, да се видам со мештаните, да го видам селото Горно Лакочереј, да се запознам со дел од неговото минато, сегашност, а богами и иднина. Ете како што вели народот, дојде и тој ден. Дојдов и во село Горно Лакочереј. Денот беше убав, сончев, не многу жежок, токму за патување, како што вели народот, таман човек ем да патува, ем да не осети дека е уморен, ем да им се препушти на колоритната убавина која природата му ја дарила на овој крај, на селото Горно Лакочереј, распослано во северниот дел на Охридската котлина, во подножјето на Ридот градиште, на 720 метри надморска височина, што представува дел од планинскиот масив Копарница, што ја дели Охридската од Срумската котлина на 8 км северно од Охрид и на само 3 км од регионалниот пат Ресен Охрид. Подрачјето на селото Горно Лакочереј зафаќа површина од околу 10 квадратни километри. На него обработливото земјиште зазема површина од околу 460 хектари, на шумите отпаѓаат околу 370 хектари, а сосема мал дел на површини се пасишта околу 20 хектари. Иако во основа селото Горно Лакочереј има полиоделска функција, денес Горно Лакочереј повеќе личи на градска населба, а нема да погрешам ако додадам дека Горно Лакочереј може да го носи епитетот на туристичка населба. Да, туристичка населба, која на потенцијални туристи има што да им понуди. Многу нешта кои ги немаат туристичките населби во Охридско, по така наречениот масовен туризам, а дел од тие многу туристички нешта ќе се обидам, драги мои, и вам да ви откријам заедно со моите домаќини од селото Горно Лакочереј. За населеното место Горно Лакочереј има многу пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор, каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населеното место Горно Лакочереј, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото, потоа речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу остатоци од тврдини, бедеми, утврдувања и други артефакти. Селото Лакочереј
По книгата, односно историјата на Охрид и Охридско, се споменуваат како Лакочерен уште во вториот век од нашава ера. Како местност населена и како станица на патот Вија Игнација, значи Рим Солун. Иначе името потекнува од латинскиот збор, фактички и Лакочерей е латинско име, топонимот не е менат. Лако значи на латински езеро, а черен место на езеро. Соседни села на Горна Лакочерей се Долна Лакочерей, Орман, Косел, Вапила, Ливоишта, Требеништа, Оровник, Горенци, Подмолје. Жители во Горна Лакочерей имат околу 700, од кои сигурно имат 1000 во Австралија и Америка. Значи, али во моментов имаме околу 700 жители во Горна Лакочерей. Јас се викам Крстен Николовски од село Горно Лакочерей, Охрид, Македонија. Излегов од Македонија 72 година, отидов во Австралија, како први наојдов во Сиднеј, во BHP во Поркемла работев 10 години, после се вратив назад, многу пати појди, дојди, праев, и сетне 84 година се врати во Мелбурн, Австралија. 86 година ми дојде фамилијата во Австралија, па сега идам на одмор. Секој 2-3 години како да успет работата, знаеш. И поправаме си, одржаваме куќата. Секој сака да дојде тука и каде да одите во цел свет, поубаво немат од родната земја Македонија. Јас не сум родом лакочерец, односно јас сум доселен во Лакочерей 98 година. Инаку сум роден во Кочани. Овде живеам од 98 година, овде основа фамилија, значи и останав овде да живеам поради убавите услови, убавата природа. Едноставно ме привлече регионов целокупно и затоа одлучив да останам да живеам овде во Охрид, односно во Охридскиот регион, во посебно селото Горна Лакочерес има своја убавина и сето тоа ме наведе да останам овде. Селово како село е живо село, можам да кажам. Значи имаме школо во кое што учат децата од Горно и Долно Лакочерей. И да се пофалиме дека од година на година, за разлика од пред 10 години, наталитетот почна да расте. Значи секоја година по 1-2 деца, некогаш и по 3 деца плюс имаме, за разлика од претходната година. Бидејќи селово е близу до градот, младите луѓе претежно ноќниот живот, забавата ја барат во градот, но имаме и во селото ние што да понудиме. Имаме кафич со базен кој функционира, потоа имаме игралиште за фудбал, за кошарка, кај што младите го пополнуваат своето слободно време, и имаме маркет и продавници, така да селото ни е организирано на начин на една урбана заедница во која што сите помагаме за да ни биде поубав животот.
Како се викаш? Михаил Презиме? Тодоровски. Кој деление си? Пето. Во кој училиште учиш? Културација го на Окоджари. Со што помина? Играч. Свираш да видиш, на што сакаш да свириш поќе? На гајда, на кларинет, на хармоника? На кларинет. А за кого навиваш? За Реал. За Реал Мадрид. Кој ти е, за кој играч најмногу сакаш од Реал? Роналдо. Роналдо, зошто го сакаш Роналдо? Од Реал најубави. Така. Имаш татички или батко или немаш? Имам брат, Помал или постар? помал. Како се вика? Марио. Марио. Ја бе, тој да не оди. Овдека во селото Горно Лакочерей, многумина ми рекоа дека ти си еден од многуте спортисти во селото на времето, каде што на селското игралиште сте играле фудбал. Одезе, јас се викам Ѓоко Димитриевски, викан и Мојсов језде. Пошто јас сум наливач на фудбалскиот клуб Вардар, уште од 7 години како дете мало. Во селото имаме еден клуб, мислам, тогаш беше многу интересно. Сите млади играја фудбал, мислам, и јас како млад човек тогаш игра фудбал. И доваѓа од сите села, мислам, од цела општина на Охрид. А нашата екипа, мислам, се викаше Куршум, а и стварно беше точно Куршум. Игра изворно, мислам, децата и јас игра тогаш. Немаме копачки, би играле со патик, мислам, такво беше времето. Вака се да ми кажеш. Како го доби прекарот Мојсов? Прекарот Мојсов го добив уште, пак ќе кажам, како дете мало, слушав радио пренос, преку радио Скопје за Вардар, кој играше, мислам, во тогашна Југославија. Претежно Вардар, Звезда, Вардар, Партизан, Хајдук, Динамо, тие утакмици јас не ги пропуштав, секогаш одев во Скопје. А и го обожава фудбалерот Сократ Мојсов и така, како дете мало ме завика Мојсов. И имам син, после тоа детето кој ми се роди, му викам на кумот дали може да се да викаме до Сократ. Тој ми вика нема проблем како ќе речиш. И така се синот го носи името Сократ, а и Сократ Мојсов мислам како човек, изводен човек. Премногу го мислам тоа, јас мислам го обожавам фудбалскиот клуб Вардар. Ајде да ни помогнеш да ти спас. Горно Лакочерей. Ајде го. Помош да ни. Све најубаво да ни. Јас се занимавам со сточарство. Произведувам млеко и млеко носам из градов. И снабдено со млеко. А претежно село Лакочерей се занимава со јаболка, цреши, со земјоделие. Крави чувам и носам млеко низ градов. Колку крави, да речеме, колку млеко дневно вадиш? 50 литри млеко дневно вадам и во градов носите и татко ми и ја носам. Скоро 70 години сам млеко се раставам. Претежно јас сум со бајле од 7 до 12 низ градов Охрид. После 12 сум село тука. Селото Горно Лакочерей од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Во атарот на село Горно Лакочерей се наоѓаат 5 православни верски објекти. И тоа е селската црква Свети Никола, манастирот Свети Спас, манастирот Свети Илија, манастирот Свети Јован Крстител и црквава позади нас Свети Атанаси. Во местноста Црквиште постоел голем манастир Вознесение Христово Свети Спас со конаци со развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието во Охридско, Ресенско и пошироко.
Околу точната локација на манастирот постојат различни претпоставки, исто онака како и околу тоа кога и од кого бил разрушен. Се претпоставува дека манастирот постоел на рамното плато црквиште околу една мала црквичка која денес не постои. Манастиров Свети Спас никој не знае кога е изграден. Него по книгава на Охрид и Охридско, историјата на Охрид и Охридско, се споменува дека е тој изграден околу 1600 година. Се предпоставува. Кога дојде професорката Антич овдека во манастиров, таа рече дека ова е римска градба. Обновен е 1923 година, обновен, мислам, имало пожар. Додека во 1930 година по владикава Тимотеј е дограден. Иначе стилов на манастиров е римски. Вакви градби, слична градба имат и србите. Ваков стил, али вакви градби се во Охрид ретки. Со овие керамикиве градбите, како керамики Свети Климит ги имат, Свети Наум, Канево, нашиот манастир. Над манастиров Свети Спас се наоѓа една местност Тројани. Тоа село постоело за време пред Турско и за време на Турско. Во 1582 година тоа е најголемо село во овој нашиот регион во Охрид со 28 семејства. Селото Тројани. Под него се наоѓа Тројанско поле. Археолозиве почнаа да ја барат Троја. Ова што ја викат во Турција Трова, да ја барат овдека поради овие топоними кои што постојат. Се претпоставува дека од манастиров има тунел кој што оди према Тројани и према црквата Свети Еразмо близу до Охрид. На секој место овдека кај да копаш, не само во Лагочери и во Охридсково, се наоѓаат артефакти од преисториско време и од поново време. Желбата да се помогне на луѓето е голема кај човекот и затоа одлучив да бидам дел од овој црковен одбор, да можеме да помогнеме околу изградбата на манастирот, кај што сите луѓе ќе имаат бенефит од манастирот, затоа што во суштина и манастирот е осмислен да богатите луѓе преку црквата, преку манастирот им помагат на сиромасите. Тој што има да остае, за да му се дај на тој што нема. Затоа ние се трудиме овде да направиме што поубаво место за уживање, за одмор, за духовна преродба и секој онај кој што сака малку да се оттрне од модерното време на живење, од сите тие компјутери и возила и бучава и стресови во урбаните средини, да може да дојде овде да одмори и физички и духовно и со тоа задоволен од овде, смирен да се врати повторно полн со енергија за работа понатаму во животот. Од кој што едниот е многу стар, не можам ни да кажам колку е стар, значи можно е да е изграден во времето кога е изграден манастирот. А овој конак кај што седиме моментално ние кај што разговараме е изграден пред 15 на години и најновиот конак кој што е изграден пред
не цела година, односно се почна со изградба пред 2 години и веќе за година и пол беше изграден, а на Спасовден годинава беше извршено негово осветување. Во конациве, во постариве 2 конаци имаме соби, обични со заеднички санитарен чвор, додека новиот дел, односно новите конаци се изградени во стил на апартмани, каде што во секој апартман располага со собствено купатило и WC и се опремени со најнов мебел и изградени со најнови материјали, со термичка и звучна изолација, така да пружаат услови за добар одмор. Нормално, заради нивно одржавање, престојот во конаците е потребно да се плати, секако дека доколку вистина човекот не е во можност, а има потреба да преноќи овде, и тоа не е морално, но ние имаме востановено некоја цена од 300 денари по човек за ноќевање во манастирскиот комплекс, а сето тоа заради понатамошно одржување на истиве тие конаци, за чистење, за санација и така натаму. Јас вака престојувам овде во овој манастирски комплекс. Имав таа можност и верувам дека се радувам и бев пријатно изненаден од така наречената конференцијска соба, ја би ја нарекол председателска. Затоа што уреденоста на таа соба, што јас ја видов и ќе ја видат нашите гледачи, ќе може да позавидат и председателот на државата, премиерот на државата на Македонија, но и другите премиери и шефови на држави во соседните земји. Ваш коментар? Коментарот би бил излишен. Значи, вие кажавте се што треба да се каже за тоа. Во суштина, едното нешто кога го градиш еднаш за да траи со години. И редно е да вложиш труд максимален за да го направиш што е можно подобро. Така да и ние се потрудивме тоа да биде така. Најверојатно вие тоа го имате на снимката, да, и ќе го видат и другите луѓе и самите ќе дадат свој коментар за тоа како е уредено и дали е добро уредено. И овде уште да додадам дека во новиот конак располагаме со сала за ручање, трпезарија со капацитет некаде околу 80 луѓе, современа кујна и исто така тие можат да се користат за ручеци по повод крштевки или венчавки кои што ќе се прават овде во манастирот. И сакам да кажам од мое лично искуство, бидејќи самиот го имам осетено тоа чувство, кога веќе ние преку глава од сите обврски, од сите стресови и проблеми што ги носи модерното време, едноставно 15 минути поминати овде во манастиров, бидејќи нас ни е близу и ние можеме во секое време да ги одвоиме тие 15 минути, да го посетиме манастирскиот комплекс и да ги наполниме батериите повторно, да се чувствуваме исполнети и духовно и физички одморени. Мештаните од селото Горно Лакочереј ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот не порекливата драгоцена слика за Горно Лакочереј низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите горно лакочерејци
по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата и љубопитници, ентузијасти, кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Ќе ви доловам во наредната документарна емисија за селото Горно Лакочереј.